Платите на судиите и обвинителите очигледно нема да растат и нема да добијат поголем колоч од државниот буџет, за кој подолго време грчивето се борат. Премиерот Христијан Мицкоски, подготвен со статистика и пракса на европските земи, направи споредба според која нашите представници на третата власт бараат 75% повисок буџет од европскиот просек. Грција, Франција, Молдавија, Словенија, па дури и Албанија, од земји со развиени економии, па се до кандидатки за влез во ЕУ, ниедна земја не издвојува 1,3% од бруто домашниот производ за правосудството. Ние издвојуваме 0,39. За да знаат граѓаните, еве да речеме, соседна Грција издвојува 0,26. Одиме понатаму. Еве да речеме Франција издвојува 0,2%. Додиме чекор понатаму. Германија издвојува 0,3%. И можам да ви ги редам, европскиот просек е 0,31% од бруто домашниот производ, а медијаната е 0,28%. Ние издвојуваме повеќе и од медијаната, и од европскиот просек. Државниот обвинител Куцевски од собраниска говорница се жалеше дека немаат пари ниту луѓе за да може да си ја вршат работата. Дури и судиите минатата недела го искараа премиерот дека ја преминал границата со изјавата дека со довербата на граѓаните од само 2% тие не заслужуваат поголем буџет и повисоки плати. Меѓутоа, јавноста ги памети и чарлиевите ангели на Катица Јанева, кои работеа за вртоглави хонорари, а кредибилитетот им го сруши ташна Луи Витон полна со пари. Ние во минатото имавме експерименти кога обвинители земаа и по 10 пати поголеми плати од тоа кое што го земаа нивните колеги во специјалното јавно обвинителство, па знаете како завршија, со Луи Витон торбички, со хонорари исплатени кои што се бројат во десетици, би рекол и 100.000 евра. Веќе во владина процедура се Законот за судскиот совет за измени на плати на суди и обвинители, судска служба и јавна обвинителска служба, платите на членовите на судскиот совет и советот на јавни обвинители, Законот за спречување на корупција и судирни интереси, за заштитено пријавување и заштитено укажувачи, за парнична постапка, процена, вештачење и за слободен пристап до информација од јавен карактер. Жешкиот Костен, Законот за судскиот буџет во моментов се подготвува во Министерството за правда. Истовремено се работи на законите за судови и за Академијата за суди и јавни обвинители. Со ова, владата всушност го турка најобемниот правосуден реформски пакет од закони во последните години. Очекувањата се пакетот во наредниот период да влезе во собрание, со што ќе се заокружат приоритетите во реформата на правосудството.